Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Одложено гласањето во Представничкиот дом за националниот долг. Осуетен обид за напад на Маринец врз армиска база. Боб Бредли не е повеќе селектор на машката фудбалска репрезентација на САД. Ова се дел од насловите со кои ги започнуваме вестите. Републиканските лидери во Американскиот представнички дом и денеска ќе се обидат да гласаат по нивниот план за зголемување на поземувачкиот лимит и намалување на трошоците, откако вчера беа принудени да го одложат гласањето заради опозиција во нивната партија. Демократите од представничкиот дом и Сенатот опонираат на планот зашто повикува на второ гласање подоцна годинава за натамошно кратење на лимитот. Председателот Барак Обама се закани со вето доколку мерката мине во Конгресот. Рокот за постигнување надпартиски договори истекува на 2 август. Американската економија пораснала со побавно темпо отколку што предвидува економистите во првата половина од годинава. Денешниот извештај на одделот за трговија покажа дека бруто домашниот производ во САД се зголемил за само 1,3% годишна стапка. Уапсен 21 годишен маринец Насер Джейсон Абдо планирал да изврши напад врз армиски персонал, најверојатно во воената база Форт Худ. Локалната полиција го карактеризира како терористички заговор. Агенти на ЦИА во неговата хотелска соба во близина на базата пронашле оружја и материјал за правење бомби. САД и Северна Кореја втор ден во Њујорк ги продолжуваат разговорите за нуклеарното оружје на режимот во Пјонкјанг. Стейт департментот вели дека разговорите се сериозни и службени. Од Сеул, главниот пратеник за нуклеарното прашање за Јужна Кореја, се огласи дека не е голем оптимист за брзи резултати. Боб Бредли не е повеќе селектор на машката фудбалска репрезентација на САД, иако го продолжи 4-годишниот договор минатиот август. Во последно време имаше слаби резултати заради што е отпуштен. Тропската бура Дон се движи кон Мексиканскиот залив и се очекува да истори дожд во Тексас. Националната метеоролошка служба во Мајами јави дека бурата се движи со 26 км на час и носи ветришта од 75 км. Джеймс Франко, Фрида Пинто и Том Фелдон беа главни звезди на црвениот тепих на премиерата на новото продолжение на Планетата на мајмуните. Седмото продолжение ќе почне да се прикажува во американските киносали на 5 август. Проимиграционите групи во САД го зголемуваат притисокот врз председателот Обама да го исполни предизборното ветување за законски реформи во оваа сфера. Ова најмногу ги засега гласачите со латиноамериканско потекло кои веќе му дадоа важна поддршка на изборите во 2008. Стотици проимигрантски активисти неодамна се собраа близу Белата куќа со порака до председателот Обама. We are here to collect on the promises he made to us. Да го исполни предизборното ветување за реформа на имиграционите закони. Се борам да не бидам одвоена од мојата ќерка и за правда за милиони имигранти во оваа земја. Демонстрантите тврдат дека околу 1 милион имигранти се протерани од САД откако Обама победи на изборите. Тој пак неодамна за застојот во имиграционите реформи ги обвини републиканците. So let's be honest. Да бидеме на чисто, за танцување се потребни двајца. A dance partner here. Политичките аналитичари проценуваат дека Обама за реизбор во 2012 мора да смета на гласовите од латиноамериканската заедница. Најнова анкета на Галуп покажува дека ја губи нивната доверба. И деловните лидери бараат имиграциони реформи, но нивната цел е преку побрзо процесирање на визите да дојдат до побројна странска работна сила. Бред Смит е правен застапник на Microsoft. The world economy has changed. Светската економија претрпе измени. Порано луѓето се селеа во потрага по подобра работа. Сега работните места се селат во потрага по вистинските луѓе. Извршниот директор на NASDAQ, Роберт Грејфилд, коментира: високо образовните имигранти креираат работни места во САД. Among Fortune 500 companies, На листата на Fortune 500 најмалку 14 компании се основани од лица родени во странство. Тие фирми вработиле 500.000 луѓе.
Што ако постои алтернативен живот на друга планета? Новата научно-фантастична драма на режисерот Мајк Кахил се бави со оваа можност. Филмот "Друг свет" се фокусира на Ронда Вилијамс, млада астрофизичарка чиј живот е разнишан, откако убива 2 деца во сообраќајна несреќа. This is Dr. Joan Tallis, the United States planet Earth. Do you read me? Is anyone out there? Како и нејзините жители, Земјата 2 е копија на нашиот свет. За Ронда тоа значи надеж. Откако одлежила затворска казна за сообраќајната несреќа, живее во куќата на нејзините родители, одсечена од ворешниот свет, не можејќи да си прости. Нејзиниот живот на Земјата 2 можеби би пошол во поинаква насока. Можеби ќе ја спречи сообраќајката. This will be a trip like no other. Брит Марлинг дебитира на филм, но е одлична толкувајќи го ликот на Ронда Вилијамс. Таа воедно и коавтор на сценариото и продуцент на филмот. And that became the idea of a story of forgiveness. Филмот се трансформира во приказна за простување. Снимен е со рачна камера во стил на документарец. Режисерот Мајк Кахил вели дека тоа понудило реалистичен тон на една фиктивна, чудна приказна. I think all of us have this sort of primal. Сите имаме исконски копнеш да се поврземе. Идејата за двојник кој споделува детално искуство со вас е исполнување на фантазијата на секоја човечко суштество. Филмот веќе освои 2 награди на реномираниот филмски фестивал за независни продукции Sundance. Во понеделник во News Flash, здравјето на децата во тек е најсодржајна еволуација, што би требало да фрли светло на ризичните фактори, како аутизмот и дебелината. Гледате во понеделник во News Flash. Што влијае на децата? Генетските и животни фактори на преглед во обемно здравствено истражување. За ова во понеделнички News Flash. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.